како што каже и градоначалникот, не значи дека ромите се тие кои што, нели, и мојот колега пред мене Јалчан Неџипов, дека ромите се тие кои што треба да ги ставиме на тапет и да зборуваме за лошите особини. Со овоја моја поента сакав да кажам дека луѓето се делат на луѓе и не луѓе. Луѓе кои што почитуваат и луѓе кои што не почитуваат. Луѓе кои што треба да добијат помош и луѓе кои што треба да дадат помош. Ако одиме по пристапот на Обединетите нации, значи луѓето се делат на две категории. Едните се приматели на права, другите се даватели, односно тие кои што треба да обезбедат основни услови за живот. И тоа се тие основни декларации прифатени од Обединетите нации, од сите европски институции, и така треба и ние да делуваме. Во контекст на ромската заедница и како активист, долгогодишен активист во ромската заедница, би јас, без разлика на тоа, некој може тоа да го свати погрешно или од друг агол гледано, но јас ќе кажам дека генерално сум задоволен од работата на локалната самоуправа, без разлика на тој дека сум вработен. Јас многу подолги години потекнувам од мојата дејност и активизам, без разлика дали начело бил градоначалник од СДСМ или од ВМРО ДПМНЕ. И во двата ситуации, како ромски активист, сум задоволен од тоа како локалната самоуправа, споредувајќи го тоа со другите локални самоуправи или со другите земји околу Република Македонија, сум задоволен од тоа како општината делува во однос на. Значи, ние сме имале соработка и со градоначалниците од ВМРО, потенцирам, и со градоначалниците од СДС, и тоа секогаш на свој начин, дали со едните и со другите, на терен сме имале одредени резултати и секогаш тоа го правиме најдобро како што можеме. Сега, дали тоа е доволно, ако ме прашате, одмah ќе кажам дека не. И нема да зборувам повеќе на она, да дадам реплики или конкретни ситуации, само сакав да потенцирам дека, и како што кажа мојот колега Јалчен, дека треба да се држиме на одговорни и неодговорни луѓе, но овде мора да разграничиме дека за тоа да функционира, ние мора да имаме систем. Ако ние немаме систем во државата, за кој сите тука ќе се сложиме, дека сме сведоци дека системот во државата не функционира, во било која област, не функционира, немаме систем кој што дава резултати, немаме систем кој што дава мотивација на граѓаните. Ако сега ги прашате македонците, вие ќе добиете резултат на огорченост, не е битно што е како е, така да, а ромите нормално тука се 3 нивоа уште подоле, со нивните услови кои што живеат, ќе добиеме ситуација која што не сакаме да ја слушаме, него ќе кажам мерки, како да го подобриме тоа, како тој диалог помеѓу заедницата биде подобрен. Треба да се зголеми тој буџет наменет за состојбите во ромската заедница, треба да имаме конкретни документи кои што се реални, базирани на реалност, базирани од терен, значи да направиме акцијски планови во кои што реално ќе осликаме состојбата и реално ќе ги сфинансираме тие. Ние се уште и на државно ниво и на локално ниво се прават документи кои што или нереално или нецелосно се осликуваат на терен. Така да треба тоа да се подобри. Треба да се зајакне таа соработка со училиштата, треба системот да проработи.